Почитувани гледачи на YouTube каналот на Дел 465, го започнуваме нашето денешно движење кон црквата Света Петка во село Селник, едно од најуникатните зданија, црковни храмови во овој дел од Македонија, прогласени за споменик на културата. Таму знаете дека денес по повод празникот посветен на Света Петка ќе се одржи општонароден црковен собир. Времето, облаците се расчистија, времето дозволува да попладне, има голем број на верници и граѓани кои ќе го посетат ова место. Денес овој празник се слави на повеќе локации во пијанечкиот регион, како во селото Ветрен или Малото Црквенец, како што знаат граѓаните, каде исто така има храм посветен на Света Петка. Потоа во Вртиславци, Каменичко, а сега да кажеме за храмот Света Петка. Се работи за главна селска црква во селото Селник, која е сместена на неколку стотина метри лево од патот кој води од Драмчи кон Селник. Црквата е прогласена за споменик на културата од национално значење од страна на Министерството за култура на Македонија. Потпаѓа под Делчевско-Каменичката епархија, архиерейско наместништво Делчевско, парохија Цвегорска. Историските податоци велат дека нема точни податоци за изградбата на црквата, не се достапни поточно, но според трите слоја на фреско живописот кој ќе имате можност подоцна да го видите, од кој првиот е некаде од 18, 19, 13 и 14 век, се извинувам, се претпоставува дека истата била изградена во 14 век. Врз основа на зачуваниот ктиторски надпис, изградена е во тешко време, кога столувал новиот епископ Прохор. Во 2001 година црквата била реконструирана, а во дворот били изградени помошни објекти. Секоја година на 27 октомври, тоест на денешниот ден и на празникот Петковден, во црквата се организира голем собор, меѓународот познат како во Селник на Петковден. Градбата на оваа црква е еднокорабна, со правоаголна основа и е покриена со камени плочки, градена од кршен камен и од вар. Еве овде се скршнува. Како и за патот кон село Драмче, претходно имавме прилика тоа да го прикажеме при недомнешната посета на Јазова чука. Значи, градбата на црквата, рековме, еднокорабна со правоаголна основа и е покриена со камени плочки. Градена од кршен камен и вар, над влезната врата има ниша со фреска на која е прикажана Света Петка. Внатрешноста на црквата е зографисана, ја живописал Јован Комнов, најверојатно во третата деценија на 12 век. Зидното сликарство е стилски, блиско на недалечниот Алински манастир Свети Спас во Бугарија. Фреско живописот во оваа црква се состои од 3 слоја.
од кој првиот е некаде од 13-14 век, додека следниот од 16 век. Односно од времето на архиепископот Прохор Охридски. Надписите се словенски. И сведочат за продолжување на словенската култура во време на отоманското владење. Целата црква е живописана, но со голем дел од фреските се оштетени. Иконостасот со царските двери и иконите били заработени во 1906 година. Од страна на зоографот Гаврил. Ова е, како што кажавме, патот кој води до црквата Света Петка во село Селник. Пат кој исто така води кон село Драмче. По асфалтен пат се вози некаде до пред раскрсницата за самиот манастир. Црква, се извинувам за самата црква, тоа е некаде на 5-6 километри од овде, од местото Вртешка кај селото Драмче. Патот е прикладен да се разминат, минуваат две возила. Еден дел од него беше обновен во времето на градоначалникот на Делчево Дарко Шехтански. Оној поздравиот дел по кој сега возиме е значи од местото Вртешка уште 5 километри негде до самата црква. Ова е тоа место. Се приближуваме кон раскрсницата за село Селник. Патот каде се раздвојуваат село Драмче и село Селник. Ето тоа е овде. Да зедеме малку и низ природата на село Драмче. Пред неколку години во еден голем пожар кој изби овде во околината на село Драмче и Селник, за чудо црквата не беше зафатена од пожарот и тогаш изгоре дел од околната трева околу црквата, но камбанаријата и самата црква останаа нечепнати. Тоа беше, ако не се лажам, 2017 година. Има видеозапис на YouTube за тој пожар. Тогаш и авиони дојдоа на помош, се со цел да спречат било
каква можност огнот да го зафати црковниот храм. По овој пат се спуштаме некаде уште најмногу 700 метри, потоа доаѓа еден мост. Од тука се гледа, меѓутоа не знам колку може да се забележи, ќе направиме и дронска снимка. Поглед, таму е кулата, камбанаријата и црквата. Дали годинава нешто е организирано, може би ние тргнавме така оптимистички, мајки пред дека секоја година овде се служи ручек. За здравје. Ова е тој мост. Токму овде беше пожарот таа 2017 година. Овде беа поставени пожарникарите, помагателите тогаш кои спречија и помогнаа во ја спречија секоја можност пожарот да се доближи до самата црква. Еве гледаме голем број на возила тука. Го видовте и самиот знак. Има и од Берово луѓе гости. Има ли? За нову година? За нову година? Немој да нема ништо. Као, ти тоа ќе остане? Да, види, гледа, 20-15 години да стане. Надолу. Ајде. Значи од овде до самата црква имаше некаде одење, па би рекли 300-400 метри. Еве некои возила кои решиле да пробаат дали е доста влажен теренот, успеале да дојдат и во близина на самата црква. Навистина доста врнежи во текот на вчерашниот ден имаше во регионот на Пијанец, па затоа и патот е калив, меѓутоа сепак денес сонцето
реши да се појави и да дозволи граѓаните, посетителите да го посетат овој наш храм. Дечки, има ли там пат? А? Иго там ги излезеш на губи. Оди го по Савскиот пат. Ајде да видим. Камерата после пат. И това што викате. Има музика, има свет. За многу години празников. Фала исто. Чашка сирците, джастичи още. Само да направиме некој кадар. Нека ви е на здрави. Живи и здрави. Дадеме да пенеш да ти крене Ќе дојде. Ќе дојде, ајде. Така. За многу години. Почитувани гледачи, еве се вклучуваме во живо од село Селник, во Селник на Петковден. Популарна традиција за овој денешен празник. За многу години. Живи здрави. Живи здрави. Живи здрави. За многу години. За многу години. Гринго, ајде. За многу години. За многу години. Еве, голем број посетители. Здраво, за многу години. За нови години, добар ден, добри, Добри вие. супер. Од Швајцарија директно на Од Швајцарија директно тука прв пат после толку години ја дојдов да учествувам на таа убава тука прослава на празникот. прослава на празникот и да видам црквата Света Петка. Браво на организаторите, на црковниот одбор, браво на гостјето. Времето им се оправи и така и многу ми е мил. Добре дошол и ти. Благодарам. Поздрав до сите, нека побела друг пат да дојде. Поздрав. Нека е за многу години. Нека за многу години. Здрави, живи. За многу години празникот. Тука сме со Пичко Љупчо кој ќе ни каже нешто за историјатот на овој празник. Поведете. Добар ден и добродошли на Света Петка во село Селник. Света Петка ја празнуваме сека година Така. и народот више како традиција ми е во Селник да си доваѓа. Така. Малку дожд од вчера Можда не се малку знаеше беше, дали. ама Дедо Господ си знае своите работи. Видиш сега е добро, убаво времето, народот весел и добре дојден. Благодарам. Нека е за многу години. Нека за многу години. За многу години. Еве, ќе зидеме малку и во црквата.
много години. За много години. За много години. Добри? Живо, леле. Така. Живи, здрави, за много години. За много години. Здрави на другите. Чекай тук един кадър. Чекай сега надоле, чекай да оди доле. Е така, за много години. На здрави. Супер. Дека главниот. Тука. За много години.